Добар ден, ги следите вестите во 13 часот. Продолжува изградбата на комплексот од 7 стамбени згради во реонскиот центар аеродром во Скопје. Инвеститор е акционерското друштво за стапанисување со стамбени деловен простор на Република Македонија, а градилиштето го посетија вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски, придружуван од директорот на акционерското друштво Цветко Грозданов. Само што овде становите се продаваат по 795 евра по метар квадратен, туку становите се даваат и опремени со кујна и со air condition. Локацијата е одлична во населба која што е урбана, која што е на 10 минути од центарот на Скопје, со училиште, тука градинка, зеленило и се она што е потребно за нормално урбано живење. Така да апелирам до сите граѓани кои што имаат потреба од стан и кои што сакаат да ги искористат можноста што ја нуди и јавното претпријатие со понудата на овие станови, но и владата со проектот Купи куќа, купи стан, да искористат таа шанса. Овие станови кои што сме денеска тука присутни се мощни, ефтини и можам да тврдам со тоа дека во Република Македонија сме едни од најефтините со цената, затоа што сепак сакаме со помош на владата да помогнеме на сите граѓани на Република Македонија да можат да се стекнат со еден ваков стан, да го решат своето прашање за прв пат во животот, да имаат сопствен кров, да имаат сопствен стан, каде што и ќе формираат семејство. Технолошките индустријски развојни зони се најатрактивна дестинација за привлекување на странските инвеститори. Покрај постојните, владата најави отворање на нови зони во земјава. Локалната власт максимално се ангажира за да заокружи инфраструктурата и да овозможи влез на нови инвеститори во зоната. Технолошко-индустријската зона која нуди над 30 парцели за изградба на нови фабрики, повеќето празни објекти во комплексот на некогашна Македонка, предвидените патишта, гасификацијата. Тоа е само дел од она што Штип го нуди како услови на потенцијалните домашни, но и странски инвеститори. Со сето ова се запознаваат сите релевантни фактори на кои при посетата на Штип од страна на градоначалникот им е предложено за соработка. И лично мислам дека во делот на стопанството, бар кога се однесува нашата општина, администрацијата веќе знае дека мора да биде сервис на стопанството. Дозволите кои ги даваме за градба, легализација и откуп на земјишта оди многу брзо и во тој контекст сум максимално задоволен. Истото неодамно му беше пренесено и на инвестиции Джери Наумов, за понатаму при неговите средби со бизнисмени од Америка да ги пренесе и да влие на нивните одлуки да инвестираат во општина Штип. Со тоа полека ќе се реализира планот на Захариев, Штип да е меѓу првите развиени општини со помош на странски инвестиции за кои според експерти треба да е предвидена и посебна стратегија. Наша стратегија треба да биде да се зголемат предностите, што повеќе да се анулираат тие негативно како недостатоци од приливот на странски капитал. Плаќа данок на профит, остануваат уѓето на вработа или се зголемува бројот на вработените. Со тоа Штип како град ќе расте во сите сегменти, зголемување на бројот на населението, но и намалување на бројот на невработените, односно да има вработување за сите. Вчера премиерот Груевски најави влез на 15 на странски инвеститори во следниве 4 месеци. Прва се очекува да започне со градење на фабриката за автокомпоненти во Кичево. До крајот на годината ќе започне и работното ангажирање на 100 лица, чиј број во период од 3 години треба да достигне 700. Откако ќе почне со овие 100 луѓе, паралелно ќе гради фабрика во технолошко-индустријската развојна зона во Кичево, која што се гради. И паралелно како што се гради зоната, и тие ќе градат својата фабрика и на некој начин по завршувањето на зоната и тие ќе отворат својата фабрика. Тоа ни е прилично сигурно најавено дека ќе го направат во септември. Секое лето иста песна. Водата за пиење во повеќе градови и населби се троши за наводнување на нивите и бавчите. Водовод со кривични пријави ќе се бори против несовесните потрошувачи, што го возможуваат новите законски измени. Наплатата на сметки за потрошена вода се уште не задоволува. И додека едните имаат вода да се луксузираат, останатите немаат ниту чаша да наполнат. На плюс 40 ваков проблем летово имаа Штипјани, Кумановци, Кавадарчани. Во овој период потрошувачката се зголемува за 25%. Ако дојде малце водичка, така да ќе наполниш некој шише и така. Летно време со вода преку ноќе од 3 сат до кај 5 сати и тоа е. Цел ден? Цел ден немаме вода воопште.
по 7, 8, 10 месец дена. Увек летни период нема се вода. Никако ми сме научени да нема. Од Скопски водовод најавуваат засилени контроли во наредниот период. Новите законски измени предвидуваат кривични пријави за несовесните корисници. Се што се случува на терен како проблем е пред се произведен, генериран од самите корисници на вода кои ја злоупотребуваат водата со полевање на зелените површини, со полење на бавчи и други земјоделски површини. Само за Скопје годишно се произведува околу 100 милиони кубици чиста вода за пиење. Дневното просечно производство на вода изнесува околу 260.000 кубици вода. Загуби има од потрошувачите кои не ги плаќаат сметките и оние кои водата ја користат нерационално. Општините Сарај и Сопиште беа посочени како најпроблематични. Слабата наплата на долговите ги зголеми тужбите. Предпријатието пред 9 месеци воведи електронско плаќање, но интересот е мал. На системот досега се регистрирани едва и 900 од вкупно 140.000 корисници на вода. И додека поголем дел од граѓаните се на летен одмор, кратците не мируваат. Најчеста мета на разбойниците се домовите на периферијата. Но во последно време се почесто ги обиваат и становите во централните градски подрачја. Провали и кражби по домовите на граѓаните се по-карактеристична појава во летниот период. Се краде се и се што од пари, вредни предмети, па дури и покутнина. Се жалат граѓаните. Беше разбиено, однесено агрегат и још некои поситнице. Организирани групи во ноќните часови најчесто оперираат на периферијата, упаѓајќи во куќите, но и на викендички. Кога идат на одмор, луѓето тие знаат и најверојатно ги крадат. На викендички посебно. А сега по куќи не знам. Во Севера Куманово во јуни и јули регистрирани се 220 дела од областа на имотните деликти, од кои над 30% од нив отпаѓаат на тешките кражби. Од тешките кражби највеќе, односно 15 се извршени од стан или куќа, 10 се извршени на дрзок начин и 7 од моторни возила, при што се реализирани 7 кривични дела. Еден од начините како граѓаните да се заштитат од натрапниците е преку користење на услугите на агенциите за обезбедување, при што се инсталира опрема која алармира во случај на провала. Се инсталира техничка опрема и при провала на непознато лице во објектот, таа дојава кај нас за против провала, пошто нашата екипа интервенира за 2 минути. Како што информираат од агенциите, објектите кои се под видеонадзор или пак имаат таблем на агенцијата која ги обезбедува, во најголем случај краците ги заобиколуваат. Во летниот период најкарактеристични кривични дела од имотните деликти се тешките кражби, при што на мета на сторителите се лицата од женскиот пол, а најчесто се краде златен накит и вредни предмети. Свештениците и парите. Неретко граѓаните се жалат на висината на црковните такси, но од МПЦ тврдат дека работат според правилникот. Со овие средства се покриваат трошоците, се плаќаат вработените и нивните придонеси. Но дали секогаш се треба да се гледа низ призмата на парите? Ова е тарифникот за крштевки, венчавки, погреби, што за верниците, како што велат, е прескап. Меѓу народот чесе коментарот дека ретки се оние попови кои знаат да кажат колку имате, толку дајте. Оние што ги анкетиравме не слушнале за такви свештеници кои се подготвени да отпеат, крстат или венчаат ако фамилијата не е имотна. Тука мора да дадеш. Дали имаш или немаш, никој те не кажа. Премногу скапи. Сакрана е многу скапа. Венчавка, било што, крштевка, све скапо. Тоа е превише скапо. Не е ефтино. Не е, скупо е. Црквене услуги и попот 3000 узима, 2000, 1500 за 2 збора. Па 2 збора и ја ти ги кажу. Вај ми оца сина Светога Дука, амин. Во Македонската православна црква постои правило дека верникот е секогаш во право и никогаш не може да биде одбиен за било каква услуга која е поврзана со неговиот духовен раст. Отец Драги Костадиновски тврди дека свештените лица не гледаат секогаш низ призмата на парите. Вистинските верници на Македонската православна црква никогаш и од никого не можат да бидат вратени за да не му биде извршена било каква духовна задоволена, нормално и извршена духовна потреба. Со парите од верниците се покриваат трошоците на црквата, се плаќаат вработените и нивното социјално и пензиско осигурување, објаснува отец Костадиновски. Средствата кои што се прибираат на овој начин ги користи црквата за архиепископијата, епархијата,
за вработените во црквата, за црковните институции, за плата на свештениците, од која плата тие потоа треба да платат персонален данок и нормално за придонесите кои што треба да бидат уплатени. Во храмовите има тарифник за секоја услуга. Од црквата тврдат дека цените ги утврдуваат верниците преку телата и органите на МПЦ. Со тоа се контролирала работата на свештениците. Во некои земји религиозните службеници се државни службеници, како на пример во Грција, а во Македонија постои модел на самофинансирање, односно верниците ги финансираат црковните служители и организации. Алтернативниот и спортскиот туризам се нова можност за зголемување на приходите во оваа област. Македонија се повеќе атрактивна за параглайдингот и се поголем број странски и домашни летачи уживаат во прекрасните гледки од македонските планини. Во Струга се одржува меѓународен надпревар на кој учествуваат параглайдаристи од Србија, Албанија, Словенија и Македонија. Ова е непрофитабилен спорт кој треба во иднина да се посвети повеќе внимание, бидејќи во нашиот регион на Балканот веќе тоа е надминато. Долги години се занимававме со слободно летање, веќе 8 или 9 години се занимаваме и со парамоторно летање над градот како туристичко место и со прекрасна гледка. Дојдовме на идеја да организираме една парамотоманија, да поканиме повеќе гости од повеќе градови од бившите ју простори и понадалеку. На овој надпревар учествува и параглайдеристи од нашите соседни земји, кои истакнаа дека природата и Охридското езеро ќе бидат дополнителен предизвик за нив. Јас доаѓам од Албанија. Досега сум летал над Охридското езеро, но кај Поградец во нашата земја. Прв пат сега летам во Охридското езеро, поточно над регионот во Струга и во Охрид и можам да кажам дека е прекрасно. Јас доаѓам од Србија, а посебно ми е чест и задоволство што ќе летам над Охридското езеро, затоа што овој регион во вашата земја за мене е еден од најомилените. Сега ќе го видам и од озгора како сето тоа изгледа. Во нашата земја вакви параглайдинг надпревари се одржуваат претежно на планинските места. Условот, а тоа е ветерот кој треба да биде соодветен за овој спорт, беше одличен за параглайдеристите во Струга, кои уживаа во летот, а туристите во гледката над Охридското езеро. Спортска Струга денојве беше мека за спортистите. Се собраа сите на едно место. Од моторџи се одржа и меѓународниот ракометен турнир, но се одржува и ова што гледате, параглайдерство. Египет секојдневно е во фокусот на медиумите. Продолжуваат судирите на полицијата и војската со исламистите, а бројот на загинати, ранети и уапсени постојано се зголемува. Следуваат и другите вести од светот денеска. Приврзаниците на соборениот египетски председател Мухамед Мурси повикуваат на нови протести. При празнењето на џамијата Ал-Фатах се уапсени 385 луѓе. Владата преиспитува можност за забрана на муслиманското братство. Министерството за внатрешни работи на Египет засега не ги коментира апсењата. Она што го прави муслиманското братство не е во ред. Тие упаднаа во џамијата која му припаѓа на Бога. Само Бог може да го заштити Египет, незината младост и незината војска. Се што можам да кажам е дека војската и полицијата не сгрешија, а ние сме оштетени, нашите браќа кои ги загубија своите животи. Во наредните денови Европската унија ќе ги разгледува односите со Египет. Во соопштението на председателот на Европската унија Херман Ван Ромпој и председателот на Европската комисија Жозе Мануел Барозо се повикуваат сите страни да покажат воздржаност и да спречат ескалација на насилството. Екипи за спасување се уште ја пребаруваат областа каде што се судрија товарен брод и ферибот во централниот дел на Филипините. Стотици лица се водат за исчезнати. Бројот на жртви се зголеми на 31 лице. Локалните медиуми ја потенцираат опасноста од честите потонувања на бродовите поради бури, лошо одржување на бродовите и слабо спроведување на прописите за безбедност. Најмалку 7 лица загинаа, 10 се ранети во вооружен судир меѓу две семејства во село во округот Дијарбекир, во југоисточна Турција. 4 од жртвите се жени. Причината за судирот е одлуката на тројца членови од едно семејство да се приклучат на Курдската работничка партија, јавуваат турските медиуми. Во Турција е во тек процесот на преговори за мирно надминување на курдскиот конфликт со лидерот на Курдската партија Абдула Оџалан. Wikileaks објави нов шифриран файл и ги повика поддржувачите да го копираат и да го чуваат до моментот на објавување на шифрата за негово отворање. Ова е веќе вообичаена пракса на Wikileaks, кога организацијата се подготвува да објави значително количество на доверливи податоци, кои анонимно ги добиваат од незините поддржувачи низ светот.
Нуклеарната енергија дава можност за субституција на нафтените деривати и овозможува производство на ефтина електрична енергија. Но катастрофите во Чернобил и во Фукушима ги принудија најразвиените земји да решат да ги затворат нуклеарките во догледно време. Април 86-та Чернобил. Март 2011-та Фукушима. Пустошот што го остави Јапонив за секогаш ја промени политиката кон нуклеарната енергија. Иако порано оваа идеја се сметаше за утопија, силните антинуклеарни движења ги натераа државниците да размислуваат за алтернативни извори на енергија. Нуклеарната енергија е премногу опасна за луѓето. Ова е голема можност за сите јапонци да кажат не за нуклеарките. Многу сме лути на целата нуклеарна политика и играта на политичарите. Штедливата Германија реши до 2022 година целосно да се ослободи од поевтината нуклеарна енергија. Италијанските граѓани на референдум го потврдија ставот од 87-та против нуклеарна политика. Франција, Јапонија, дури и Соединетите Американски држави, сите размислуваат за револуционерни промени во енергетиката. Целосното исклучување на нуклеарките и искористувањето на обновливите извори на енергија се чини конечно ќе стане стварност, но тоа ќе значи и нови правила на однесување на жителите на планетата Земја и поразвиена еколошка свест. Експертите сметаат дека нема да биде доволно само искористувањето на алтернативните извори на енергија. Прекумерното користење на автомобилите, греењето или пак клима уредите, сметот и расфрлањето со чиста вода за пиење ќе бидат навиките од кои што треба да се откажеме ако сакаме свет без нуклеарна енергија. Светот каков што го познаваме не е можно да опстане без енергија, но зошто таа да не ја обезбедиме од чисти извори – сонце, ветер и термална. Тоа беше се во вестите. Останете и натаму со содржините на вашиот јавен сервис. Пријатен ден. Амбициите за висок пласман во годинашниот шампионат Шкенди и Металург ги потврдуваат во директната пресметка од третото прволигашко коло. Почара домаќинот ја бара првата победа сезонава, а металурзите сакаат успех за евентуален влез во водечката двојка. Традицијата на страна на тетовци: 12 средби, 7 победи, 4 нерешени и само еден пораз. Почетниот удар е денеска од 17:30, преносот 10 минути порано. Шкендија Металург само на прва. Да ги спознаеме своите корени, минато и историја, нашите богати археолошки локалитети како бисери на антиката и цивилизацијата. Села со тесни кладармисани улици, стари македонски куќи иззидани од камен и дворови заградени со авлии кои оставаат импресивен белег со својата едноставност. Величествени антички градови кои сведочат за богатата историја на овие предели. Праисториски населби, стари 7000 години кои денес представуваат вистинска музејска реткост. Почувствувајте ја својата татковина одблиску и откријте го сопственото богато минато. Открија историјата. Истражија Македонија.